Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Се случи тоа што се случи после нашата емисија со Ленин Јовановски, кој наистина изоздаде голем интерес и во овие 24 минути са часови, видејќи како да нешто и предскажавме, што и ќе се случи, како ќе се што ќе следува, дека човекот кој посегнал по два живота, човекот кој секој смитал дека е недопирлив, овој пат е фатен и се очекува да биде екстрадиран во Република Македонија, но ја би исто така замолил одговорните да не пролонгираат оваа ситуација, бидејќи се мотат разни шпекулации дека повторно некоја тактика со математика, дали тоа 40 дена ќе помине па да фати нова техничка влада, па да се тоа пролонгира, да се забушети и така натаму, ајде ова сведна се шпекулации. Верувам дека министерот за внатрешни работи, кој навистина добил доста комплименти од народот за таа експедитивна интервенција што успеа да го уапсат Палчо и да го вратат у државата. Но да не должиме, тука имам експерт со кого ќе третирам таа тема, а темата е Македонија и хибридната влада, односно гибридниот режим, а со мене е Владо Јовановски, разузнавач. Добро вечер и добродојавте. Добро вечер, благодарам за поканата. Самиот збор кој ќе речеш разузнавач, крива веднаш адреналин. Што би значи да бидеш разузнавач денеска? Јас пред све бих додал и дека сум во пензија од минатата година, иначе таа професија... Секогаш е човекот, не може да се дали. Јас сум во пензија, меѓутоа новинарството ми е основна храна. Да, и професијата е таква што не значи дека престанува со пензионирањето и така натаму. Меѓутоа, масонството и разузнавањето одсекогаш и делови од религијата одсекогаш предизвикувале интерес кај народот уште од многу векови пред нашата ера. Затоа што се работи за на некој начин тајност, се работи за поседување на знаење, информации и оној што поседува знаење, поседува информации, има голема моќ. Големо влијание. Големо влијание. Начините како се доаѓа до тоа знаење, до таа моќ, ги знаат само тие што се во таа област едуцирани и имале одредено искуство. Може би затоа разузнавањето предизвикува интерес од секогаш и представува некоја така примамлива професија. Владо Јовановски е главен наредник во армијата на Република Македонија во пензија рекол минатата година и својата професионална кариера ја продолжува во наука во областа на безбедноста, надворешната политика и дипломатијата, пошто има и магистерска титула. Да. Следен збор, поранешен косовец, така? Да, може така да се каже, затоа што одреден дел години работев и во Југословенската народна армија и некако по дефолт за разузнавањето на армијата на Република Македонија се вели дека е продолжение на ето тоа познатото КОС, контраобавештајна служба. Но не може секој со таа работа. Да, секако дека бара посебна посветеност, посебна едукација, карактерни особини. Не може некој ќе дозна некоја информација на прва седенка у кафана и мегафон пред сите. Ајде, да одиме таа ситуација, да одиме за актуелните случувања. Пред неполни, нема 24 часа, уапсен е Љупчо Палевски Палчо, обвинет, осомничен за сторени свириви убиства, одземени 2 човечки животи, од секакви мистериозни околности, еве како разузнавач, како професионалец. Дали тоа убиство
од користољубие и на што се должи таа брза експедитивна акција да се уапси Палчо? Да, пред све сочувство до семејствата на убиените. Потоа би рекол дека во целиот овој случај сепак има нелогични настани, нелогични објаснувања од страна на надлежните органи на МВР, иако се согласувам, прилично ефективно е спроведен целиот случај. Меѓутоа, да, рековте зошто. Да видиме зошто. Првата нелогичност која, ето, како обичен граѓанин ја видов на телевизиските снимки, беше ископаните дупки во кои беа закопани телата на убиените. Дупките беа со некако, барем колку што јас видов, многу правилен кружен облик. Што зашто? Таква дупка не може да се ископа рачно. Упатува на некоја подолга подготовка и така натаму. Дури и на помислата дека може би тоа претходно било подготвено со намера точно да се случи така, што би било екзекуција, а не убиство во можеби одреден момент на паника или не знам што. Или можеби воопшто и не постоел начин, не постоела намера да се бара откуп за девојчето, туку дупките практично биле подготвени за да се изврши чиста екзекуција. Велам, ако добро видов, колку што видов, така ми изгледа дупките како претходно подготвени. Понатаму, во јавноста се, додуше тоа беа и официјалните соопштенија дека се работи за убиство извршено како мотив е користољубието. Тие количини на пари кои циркулираат во јавноста се недоволни за така свирепо убиство и за профилот на можниот убиец, кој се уште, нели, презумција на невиност, не можеме да тврдиме дека е тој убиец. Тука е исто така една нелогичност. Третата работа е навистина ефикасно спроведената акција од МВР. Според моје мислење, би направил една паралела во реакцијата на нашата влада, нашите власти полициски, со настанот што се случи во Србија, монструозното убиство, практично масакар што го изврши детето. Покасно опозицијата во Србија го искористи тоа и продолжи со практично, може да се каже, со шарената револуција која кај нив трае веќе со години, почна во обликот на 1 од 5 милиона, така оригинално да кажам, и подоцна продолжи со стоп за насилството. Опозицијата најде начин како да ги анимира масите, како да ги мотивира да излезат на протести кои навидом не се на почеток насочени кон владата, меѓутоа на тој начин да расте гневот и така натаму. Тука би направил паралела со нашата шарена револуција, кај што протестите започнаа за некое си екстерно тестирање, за заштита на кучињата скитници, за чист воздух и така натаму. Тоа експертите за хибридни војни така го изведуваат да започнува една широка општествена хоризонтална ескалација. Луѓето да навикнат да учествуваат во протести кои на почеток и не се толку насочени кон владата, колку што се насочени кон решавање на некои значајни проблеми од секојдневното живење. Понатаму постепено се гради тој гнев на народот и се насочува точно кон рушење на владата. Доколку ефикасна не беше реакцијата на МВР и надлежните органи, тогаш експертите од овие институции добро процениле дека можно е да предизвика реакција исто како што предизвика во Србија. Дека на народот ќе му се даде добар мотив
да протестира против неефикасноста за едно такво монструозно убиство. Со цел да го избегнат тоа, мислам дека реагира на ефикасен начин. Не може тука да се суспендира ефикасноста у секој случај, меѓутоа има две. Јас сакам тука, почитувани гледачи, и вам се обраќам, а и на мојот соговорник Ивановски, господин Ивановски, со оглед дека ние сме новинари кои ја представуваме народот и ги пренесуваме нивните размислувања. Тука се случи, во Македонија се одржа голем настан, тоа беше средба на 57 делегации, предводени нивните шефови на надворешни работи, и се спојава зошто доаѓа до ова да не се тоа биде поактивно, проактивно и силно, имајќи факт дека според изјавите на официјалните представници на Министерството за внатрешни работи, дека на местото на местото на злосторството, тоа е киндапирањето, оневозможувањето на двојчето да покаже некое бранење, се не лишил во детали, беше детектирани две возила, така колку што се сеќам, верувам дека и вие го слушавте, дека имаше некое возило Рено Канго, така, а од друга ситуација возило кое е украдено за извршување на тоа злодело и се поставуваат прашања од експерти. Полицијата, ако веќе ги реагирала, ги регистрирала, веќе ги видела бројките на автомобилите и може се да се дефинира кој е собственикот на возилото. Мислам на првото возило, кој беше предвестник и предводник на операцијата. Се навестуваше дека е тоа една од политичката партија Десна, која е собственост, да речеме, на Палшо. Дали полицијата знае, затоа сакам отворено да зборим, дали полицијата знаеше за кого се работи и молчеше толку дена да сторител го направи своето дело, да 3 дена после екзекуцијата биде ношалантен, си води своји подкасти, пишува текстови. Тоа е одраз на поширок коментар даваме. Молам бидејќи ова е можност да дефинираме, да немаме некакви забуни. Дали се знаеше многу порано за оваа акција, за смртта, за убиствата, а потоа се случи на четвртек кога беше да се обелодени. Еве можност да ги кршиме тие спекулации, да бидеме начисто. Јас можам само да претпоставам дека полицијата имала одредени сознанија и колку што така во некои неофицијални разговори слушнав, имало совети кои според мене се крајно погрешни до надлежните во тие институции да случајот не се обелоденува сега во текот на самитот на НАТО. Наставно, конференцијата. Да, затоа што можело да предизвика негативни ефекти. Таквите совети се крајно нестручни и непрофесионални од причина што транспарентноста и отчетноста на полицијата е составен дел на професионалност. Ма и самата конференција, безбедност и соработка, опсе тоа е. Точно. Се извинувам само уште 20 секунди. Со тоа че добиеле во позитива, денеска го слушам премиерот, се фали на вредностите што ги направил Спасовски, што е факт. Точно така и кај сите странци, без разлика од која држава доаѓаат и така натаму, доколку све течеше како што треба, транспарентно и отчетно, довербата ќе беше поголема. На овој начин довербата во нашите државни органи и институции паѓа во очите на странците, токму затоа што тие имаат чувство дека дошле во држава во која може све да се премолчи или све да се каже во зависност од тоа како ќе одлучи некој сит државен врв. Дека работите не се одвиваат според принципите на професионалност. Така да тоа го промашиле, доколку мислеле дека на тој начин ќе добијат некакви поени или нешто, добиле само негативни поени, бидејќи во сите институции во светот, светски институции, нема отстапување од принципите на отчетност и транспарентност. И може тоа не сме да се случи. Спасовски бил невозможен да го стори тоа, бидејќи над него, надредените, му рекоа нема, не го обелоденува тоа. Да, може би и таква варијанта да постои, не знам точно кој ја донел таквата одлука, велам доколку ја донел, бидејќи
ова неофицијално знаење и така. Ова го поставуваме како шпекулација од народот што барате одговор, затоа сакав со вас да споделам. Но еве како и да е. Уште 2 минути само за овој случај. Како ја гледате можната екстрадиција? Дали може да се случи експедитивно, што верувам дека господин Спасовски ќе направи максимални напори да го донесе од државата со оглед дека би претендирал да биде кандидат, председателски кандидат, секој би добил упоени, тежина на својот. Така, јас имам уште една дилема околу целата оваа ефикасност, бидејќи Љупчо Пајлевски не е било кој, не е обичен граѓанин, да ги оставиме на страна сега сознанијата доколку е тој сторителот на ова монструозно убиство, слободно можам да кажам дека е монструм, доколку е тој на вистина. Меѓутоа е и значајна фигура и од еден друг аспект. Јавна тајна е целото скопско македонско подземје и сите чарши во сите градови знаат дека Љупчо Пајлевски поседува снимени материјали за многу особи. Во една ваква ситуација, кога тој се нашол во тесно, постои опасност да почне да ослободува или јавно да пушта во етер Тие снимките што беа снимки за многу, да, и за многу други дека поседувал. Мислите Страф Лозечува? Може би сега се оди на варијанта брзо да биде оневозможен да го направи тоа, или може би веќе постигнал некој дил. Океј, ке ме уапсите и така натаму. Може би за почеток ќе се оди и со максимална казна, некоја доколку е, повторно ќе кажам, тој сторителот, за покасно да се одвиваат работите како што се одвиваа со специјалната јавна обвинителка, нели, да се оди со некоја звучна казна, после тоа да заврши во куќен притвор и така натаму. Меѓутоа се најавуваат избори. Ја верувам дека после сето ова народот ќе се одлучи. Не значи дека протежираме некого, меѓутоа сепак ќе се случат промени. Тоа е општ став на јавното мислење. Да, промени е крајно време да се случат, бидејќи ево ние во овој случај зборуваме за степенот на успешност на дејствувањето на МВР и така натаму, иако генерално гледано не само за МВР, туку за целата оваа влада, ние не треба да зборуваме за степен на успешност, туку за степен на неуспешност. Нема област во која оваа влада постигнала некаков успех. Ние трпиме порази на сите полиња, почнувајќи од образование, историја, култура, традиција, економија. Ете, скоро беше денот на борбата против сиромаштијата. Македонија има 100.000 луѓе кои живеат под прагот на сиромаштијата и уште 400.000 кои се на границата. 3,5 евра на ден. Тоа значи дека живеат со 200 денари на ден. Господин Јовановски, вие издадовте една книга, таа е веќе во печатница. Да. Се вика Хибридна војна зад сцената. Ја ќе ја покажам на режијата, на гледачите, ако може. Ова камер, да. Што значи ова? Хибридна војна, а нашата тема е Македонија и хибридната власт. Не го велиме ние по дефиниција, меѓутоа оценка на Freedom House. Во континуитет ја дефинира актуелната власт, организационна политичка поставеност, хибриден режим. Што значи хибриден режим? Кога веќе споменавте книгата, пред себе сакал да се заблагодарам на Indigo Hub, издавачката куќа од Скопје, во чија режија практично беше и испечатена книгата, и дизајнот на корицата, и останатите технички обработки. Поздрав до нив. Да, ги поздравувам и се заблагодарувам. А понатаму, по некоја дефиниција, хибриден режим значи режим кој владее, односно влада која владее со примена на сите демократски и недемократски методи и средства. Значи, тука се вклучени и насилството према сопствениот народ, вклучена е и корупцијата, и криминалот, и пропагандно-психолошката борба, све само за во макијавелистички стил да се дојде до власта и да се задржи власта што подолго. Дали вредеше
да се случи шарена или колна револуција, што е тоа позната. Знаеме дека тоа се Соросовите инструменти и Соросовите методи испроведени во Северна Африка, од Египет, од Мароко, од Либија, но се пресликало во Македонија. Дали вредеше да се случи шарена револуција во Македонија и да се побара тоа доди потомото, нема правда, нема мир. Дали имаме правда, дали имаме мир во Македонија од таа дистанца? Шарените револуции, според еден дел од научници во светот, се толкуваат и тоа со прозападна ориентација, иако во науката не би требало да постои прозападна или происточна ориентација. Науката би требало да се базира врз научни вистини и факти. Меѓутоа, за жал, секогаш постои таа поделеност, конфронтација, дури која од политичката сфера преоѓа и во научната сфера. Поголем дел од западните научници шарените револуции ги окарактеризираат како последен крик на народот, силен крик за слобода, за правда, за мир и така натаму. Додека происточно ориентираните научници ги окарактеризираат како технологии за освојување на власт, односно се децидни и велат дека Западот со помош на такви обоени револуции во државите инсталира сопствена влада, односно сервилна влада, која ги извршува нивната волја, ја извршува нивната волја и за возврат на тоа ја имаат безрезервната поддршка од Западот да владеат и понатаму. Ако јас во книгата на едно 100 страници е обработени се шарените револуции како компонента на хибридната војна, при што акцент имам дадено на обоената револуција од 5. октомври во 2000 година во Србија, која се случи токму за да се сруши режимот на Милошевиќ и токму затоа што требаше на тој начин да се прекинат сите врски на Србија со истокот, со Кина, со Русија и така натаму. Затоа беше доведен на власт Џинџич, француска школа, прозападна ориентација и требаше во Србија да се имплементира либерално-демократскиот систем за да се истисне секакво влијание од страна на Западот. Токму тоа се случуваше и во арапската пролет, значи во државите се менуваа владите и по некоја случајност доаѓа револуциите носеа на власт прозападно ориентирани влади. Марионетски се разбира. Кај нас се случи токму истото. Значи јас ги обработував сите тие револуции за да извлечам одреден заклучок или законитост која се случувала токму во сите од нив. Кај нас владата која на крилата на шарената револуција дојде на власт беше селектирана од надвор, од странство, избрана и доведена буквално на власт со цел да ги исполни истите тие интереси. Да што е можно повеќе го истисне влијанието на истокот од овие простори од нашата Македонија. Во тој контекст се постигна да се укинаа договорите со кинеската фирма која ги градеше автопатите. Не добивме газ од руското подрачје. Јужниот тек. Гасоводите не заобиколија. Не се изградија брзите пруги или така наречениот патот на свилата, инфраструктурата. Практично ништо од тоа, се од тоа беше елиминирано. На крај, дури и да се солидаризираме со Западот, ги протеравме руските дипломати од нашата држава, од дипломатските представништва. За возврат, поразговарайте со производителите на јаболка, на зеленчук, овошја и така натаму, кои редовно ги пласирале своите
производи во Русија, остануваат тука, паја цената или не се ни произведуваат веќе и така натаму, затоа што нема кај да ги пласираат. Во шарената револуција беше тоа еден занес во кој учествуваа и обични луѓе со вистинска намера дека прават нешто добро за својата татковина и обично тоа е така и замислено, така да изгледа, бидејќи започнува со една хоризонтална ескалација во општеството, каде луѓето, секој би рекол со право, бараат чист воздух, бараат, не знам, образовни програми издржани научно и така натаму, соодветни за возраста на децата, бараат да нема или има екстерни тестирања поинакви и не знам што. Се бунат затоа што третманот на кучињата скитници не е задоволителен, затоа што, како што спомена, воздухот не е чист, затоа што ЛГБТ заедниците не се инклузирани, не се вклучени во општествените текови и така натаму. И тоа може да предизвика поддршка и од најобичен граѓанин кој е аполитичен, а всушност да почне да учествува во таквите настани, митинзи, протести и така натаму, за со тек на време вешто да се насочуваат со примена на методи од доменот на психологија на масите, на психолошко-пропагандни активности и така натаму, гневот да се насочува на масите кон актуелната влада. И на тој начин да се постигне една состојба во која веќе владата нема да може да контролира цивилната општествена состојба, цивилната општествена стабилност во државата. По потреба тука се применуваат и терористички акти. Во Украина, ако се сеќавате на плоштадот Мајдан, некој убиваше со снајпери луѓе, протестанти и така натаму, за да се предизвика хаос во општеството и за да владата го изгуби чекорот. Кај нас се уште многу слабо е обработен случајот Диво населје, и ако се случи баш во тој период, во екот на шарената револуција, ќе остави на понатаму да научници се позабават подетално со целиот тој настан, бидејќи, еве и вас да ве прашам, дали ви е јасно што беше тој настан? Кои беа тие луѓе што дојдаа во Куманово, што сакаа да постигнат, која беше нивната цел и така натаму. Тоа, во контекст на сето тоа убаво направите добар влез, имајќи факт дека таа шарена револуција имаше јасна цел да се промени тоа што веќе со години не се менувало. Тоа е името на државата, да се донесе еден повторно езерски документ, познат како Преспански договор, за кој ние не смееме, никој во една демократска држава не можеш ти да забраниш да коментираш, да размислуваш нешто што се однесува за вашата држава, вашиот народ. Како го толкувате се тоа? Спомнавте убаво за лицата кои се донесени, октруирани и наметнати на народот, за да се завршат работа и тој што конечно да подсетиме. Пред ова да се случи холандската тројка, каде министерот Димитров беше еден од тројцата. После се вклучи со господинот Зоран Заев и да се завршат таа работа. И после се, кога наводно скара, се разумина колку влие ова шминка, ова игранка, ова лакрдија врз авторитетот, врз интелектуалниот потенцијал на македонскиот народ, кој не смеме да го дискредитираме. Всушност, целта на обоените револуции е токму таа што спомнавте. Значи, да се инсталира сервилна марионетска влада која ќе ги исполни интересите на некој друг, на некој странски фактор. Ален Далс, тој е директор на ЦИА, уште во 1950 и некоја година изложил една стратегија за уништување на Советскиот сојуз. И тогаш заклучил дека воено не може да биде уништен Советскиот сојуз, бидејќи и тие поседуваат нуклеарно
оружје и се огромна војна сила, кога Истокот и Западот би се конфронтирале, практично би немало победник, би било тоа уништување за сите. Тогаш тој изложил една стратегија и отприлика вака ја објаснил стратегијата. Таму, се мисли во Советскиот сојуз, ќе најдеме наши луѓе, кои добро ќе ги мотивираме, кои ќе пронајдат луѓе кои се квази интелектуалци, квази политичари, квази уметници, антипатриоти и така натаму, кои се психички изопачени и нив силно ќе ги мотивираме, ќе ги платиме и ќе ги форсираме да стигнат до највисоките скалила во државата. Значи, ако селектирале уметник, ќе направат, не знам, сликар, ќе направат така да неговите слики на светско ниво бидат представени како најквалитетни, најдобри и така натаму, иако се безвредни. Ако се работи за политичар, толку силно ќе го изфорсираат, што ќе го доведат во висока позиција во општеството и таквите луѓе ќе постанат пример за младината. Ќе постанат пример како треба да се живее. Тие се ослободени од морални норми, ослободени се од патриотизам, ослободени се од љубовта кон сопствениот народ, кон сопствената татковина и така натаму. И таквите луѓе практично пред младината ќе ги презентираат токму тие деструктивни однесувања, а ќе покажуваат дека имаат многу пари, дека живеат убаво и така натаму, што е суштината на либералната политичка филозофија, која вели дека центар на светот е единката. Све што се случува во животот е поради единката. Индивидуата има право неограничено да стекнува богатство и има право да ужива во тоа богатство на начин на кој тој сака. Затоа екстремно богатите, почитувачи на таа политичка филозофија, уживаат во богатството така што, не знам, пробуваат разни дроги, менуваат полови и така натаму. И бескрајно ги развиваат своите транснационални компании кои продираат во сите општества во светот и со користење на материјали за штетни за околината и така натаму, го зголемуваат, мултиплицираат сопственото богатство. Таа филозофија вели дека единката нема никаква одговорност, нити треба да чувствува солидарност кон другите. Тој покажал дека е квалитет со тоа што направил големи пари. Ако си и ти квалитет, во ред, ако не си... Збориме повторно за хибридниот режим или хибридната власт во државата, значи тоа е оценка на меѓународен пул, институт кој дава пул во секој случај, оценка за начинот на владење, организација на политичкиот живот од државата Република Македонија. Ја спомнавте начинот на делување, создавање лична придобивка, лукративни причини, Да. Значи носење на едни документи кои не се суштествуваат, не кореспондираат со волјата и демократијата од државата, волјата на народот, кој 2020 според мене, се одржа референдум, нели? Да. Во кој народот рече не. А кажете ми една работа. Имаме тука извештаи кои доаѓаат и од State Department, и од Европска унија, кои класично, евидентно кажуваат дека има корупција, криминал, непочитување на право, нема правна држава, нема правен поредок. Политичкиот амбиент воопшто не е засегнат. Која е причината? Зошто се толку осоколени? И покрај тоа што им се укажува. Дали проформа тоа, ти извештаите да може да речеме се проформа која немаме никаква казнимост. Да, дефинитивно проформа, него би сакал подетално да го објаснам тоа. Шарената револуција донесе влада таква каква што донесе. Тоа е влада која практично ги негува принципите на
либерално-демократската политичка филозофија. Тие единствена обврска кон сопствениот народ, сопствената држава, чувствуваат во делот каде што велат дека јас плаќам даноци и мојата обврска кон вас, народе, заврши. Чао. Значи, затоа таква влада не можеме да бараме да се бори против корупцијата, против криминалот и така натаму, бидејќи во самата суштина е тоа. Не е ништо друго и ништо поинако. Не можеме да бараме од таква влада да ги брани националните интереси, кога тоа е во суштинска спротивност со нивните филозофии на живење. Самиот чин на промена на името на Република Македонија во ситуација во која 135 држави не има 145 не има признаено под тоа име, говори дека тие немаат никакво национално нити патриотско чувство, нити не чувствуваат било каква одговорност кон народот. Самиот референдум е уште еден израз, слика на насилството кое владата го спроведе кон сопствениот народ. Прво кажаа дека резултатот од референдумот ќе биде за нив обврзувачки. Во теориски смисол, владата која бара поддршка за одредена политика на референдум, доколку не ја добие таа поддршка, треба да ја смени таа политика. Овие нашиве побараа таква поддршка, народот јасно ја бойкотираше и самата помисла да одговара на такво прашање, значи јасно стави до знаење дека не се согласуваме со такво нешто, и тие практично јавноста ја сведоа на нем наблюдувач и си ги спроведаа политиките кои им беа зададени како задача. За Западот, кој ја инсталираше таа влада кај нас, работата е завршена со оние моменти кога таа влада покажува нескриена и бескрајна лојалност кон нив, го истиснува секое источно влијание, политичко, економско, културно, воено, образовно, било какво, од овие простори, а тоа што владата прави невидени криминали, гради коруптивна држава и прави секаков вид на насилство кон сопствената држава, тоа е некако створена некоја симбиоза, затоа што Западот ги довел на власт, а владата ги спроведува нивните интереси тука на теренот и како награда за тоа Западот ги затвара очите пред криминалите и хибридноста во владењето што таа влада тука ја спроведува. Се разбира официјално, секогаш ќе го осудат криминалот, корупцијата и така натаму. Дали тоа проформа? Да, секако. Но еве една друга работа. Местото кај што се почна фундаментите да се поставуваат за шарената револуција е Холандија, кралството Холандија. Затоа се појави таа холандска тројка. Но преку гласноговорникот, амбасадорот на Холандија, евидентно беше смената страницата. Non pasarán, не поминувате понатаму. Дали беше очекувањата да сменете го името, тоа што ќе го добиете, тој со кој си се карикирам во секој случај, спекулација на народот, тој што од лукративни причини направи некој дил интерен, во ред, меѓутоа, очекували ли дека ќе се има нека промена, некои реформи во државата, во правниот систем, судскиот систем, како да речем, и се на политичкиот амбиент, и видел дека нема, и рече готово. Дали веќе Запад ја пушта низ вода ова политичка гарнитура дефинитивно? Може така да се каже, меѓутоа тоа не е од принципиелни причини. Едноставно тоа не ги интересира.
Значи, тие своите интереси ги спровеле тука. Секогаш Нема љубов, иначе нема политиката љубов, има интерес. само интерес. И се додека таа влада игра на некој начин во нивни интерес, е окей. Меѓутоа, доколку на некој начин и се руши нивниот интерес со самото тоа што таа влада прави огромни криминали, огромни нелогични потези и така натаму, тие веќе застануваат на страната на народот, бидејќи секогаш се на страната на народот. Тие секогаш и во шарената револуција ја поддржуваат демократијата, поддржуваат доаѓањето на правдата, на мирот и така натаму. Така да и сега ќе им кажат, ето ние ви помогнавме, меѓутоа вие не успеавте да направите ниедна реформа, ниту во судство, нити во безбедносни служби и така натаму. Степенот на корупција ви е висок, па толку ви е. И плюс, и нивоата на дипломатските нивоа. Амбасадорот мора да си ја работи работата која му е нему дадена. Некој повисоко или зад сцената ги влече конците, а амбасадорот ќе биде оставен до одреден Месенџер момент. тој е човек кој ќе пренесе по раката, како што Так. се случило се со кралството Холандија. А има се на ваш терен овие и 4 минути колку имаме до крајот. Колку разузнавачката, сега мал се влагам многу длабоко, каква е соработката меѓу разузнавачките служби во регионот? Имајќи факт дека Македонија е натаму центарот на светот во секој случај, си дам за право да го наречам. Она што е на голема жалост, што треба да се констатира, е дека не само нашата, всушност, меѓутоа и сите разузнавачки служби се контролирани и насочувани од политиката. Тој што ја објаснува, ја позиционира разузнавачката служба, кои се надлежностите, колкав ќе биде буџетот и така натаму, е политичар. Кога тој политичар нема патриотски чувства, тогаш разузнавачката служба не може да си ја штити државата, бидејќи како служба добива насоки поинакви од оние што вистински би требало да бидат. Бугарската разузнавачка служба со векови, можам да кажам, ги спроведува националните интереси на Државата. Бугарија, колку и да се тие штетни за нас. Тие кои се чисто асимилаторски политики, силни претензии кон нашата држава, тие ги спроведуваат желбите на политиката и насоките и се патриотски ориентирани, а ние кои во случајот се браниме, како разузнавачки служби немавме доволно поттик нити насоки да ја браниме сопствената држава и Зашто ти сопствениот народ. наредба од политиката, од партиите? Да, се партизира. затоа што политиката ги одредува насоките на работа на Како ќе се работи дело? разузнавачките служби. Кои ќе Може- бидат првенствени задачи, Не приоритети. таксативно во соседството српската, грчката, албанската. Па сите, еве, за бугарската ја спомнав. Таа е силно организирана служба која има и постигнато и успеси токму на полето на конфронтацијата на некој начин со нас. Грчката служба има огромни успеси што дел од нашата јавност успеа да ја убеди дека промената на името нема подлабоки корени и дека не задира во идентитетот и така натаму, што времето покажува дека баш токму тоа се случува. Српската? Српската служба се уште не може да се одвои од влијанијата од истокот и западот и е под силна голема пресија и на двете страни, меѓутоа сепак досега некако си ја штитат државата. Само ние, албанската од секогаш била на линија со албанските национални интереси, дури и неофицијално во проектот Голема Албанија и така натаму. Тој нема никој да запре. Да, нема. Тоа е процес кој... Господине Јовановски, начнавте на интересна тема, значи просторот не е таков, но не остануваме на овој простор. Се очекувам повторно и покано. Оставивме две теми кои ќе ги работиме во блиска иднина.
тоа е глобалната политика Македонија во просторот и новите војни, како што се израелското и украинско-руската војна. Ви благодарам многу што дојдовте и посакам добро здравје. Благодарам. Значи, многу теми, времето е така, уште еднаш кога почитуваме наистина ова книга вреди да се има дома. Од тие вистина прекрасен учебник, пред се учебник ти кажам. Да. И најможно што повеќе читатели да имате, бидејќи од ова се учи. Благодарам. Драги мои, тоа беше вечерва Владо Јовановски, разузнавач, кој даде оценка, фативме доста теми за актуелната, но рековме дека 45 минути не може многу да се третират, ние ќе поканиме за блиски на уште еднашка. Бите ми живи и здрави, утре имаме интересни соговорници и се гледаме утре, ви сте добре да тие тешки. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.